Првата недела од февруари се очекува да биде распишан вториот јавен повик за општините да можат да ги искористат вкупно предвидените 250 милиони евра од унгарскиот кредит. Претходно, до крајот на месецот, истиот треба да помине и на владина седница, најави министерот за локална самоуправа Златко Перински. Тој посочи дека се задоволни од работењето на општините, бидејќи речиси сите проекти се влезени во фаза на реализација. Од вкупно 288 проекти кои што се контрактираа за да добијат средства од страна на централниот буџет, се веќе склучени договорите и веќе ќе влезат во фаза на изведба. Само два од овие 288 договори ќе треба повторно да се објават заради технички проблеми при јавните набавки. Очекуваме нормално да се подобрат временските услови и навистина очекуваме во периодот кој што ќе следи градежна и економска експанзија на цела територија на Република Македонија. Перински во Штип заедно со градоначалниците од неколку региони, експерти и граѓански здруженија присуствуваа на втората јавна дебата во врска со модернизирање на Законот за локална самоуправа. Новите измени се темелат на три главни постулати, а тоа е воведување на комунална полиција, поголема вклученост на граѓанскиот сектор и најважниот референдумска можност за отповикување на градоначалник. Тој дел е во сегментот на обврските или односот на градоначалникот и советот кон граѓаните. Колку треба да бидат поотчетни градоначалниците, колку треба да бидат подостапни за граѓаните и така натаму. Во кој што мал сегмент ќе предвидиме и ќе поразговараме, тоа е се уште предмет на дебата и разговор околу можноста или европските практики за отповикување на градоначалниците. Не смееме да дозволиме општините, градоначалниците, вклучувајќи се и јас самиот себе, да оставиме можност да не се развиваат општините и да ова зависи од волја на одреден градоначалник. Во исто време не смееме да дозволиме општините да бараат милост од централната власт за развој на средините. Актуелниот закон за локална самоуправа е стар над 20 години и избраните градоначалници остануваат на функција до крајот на мандатот. Според Перински, главната иницијација за референдумски отповик на градоначалник, меѓу другото и состојбата што се случува во Скопје. Се очекува веќе од следните локални избори новиот закон да биде применлив.